Почитувани гледачи, вие ја следите програмата на ТВ Канал ВИС. Вечерашниот разговор е со доктор Катерина Кузмановска, директорка на Општа болница Струмица. Со неја разговараме на повеќе актуелни теми и случувања поврзани со работата на Општата болница. Доктор Кузмановска, ви благодарам што ја прифативте поканата за ова интервју. Пред неколку денови објавивте дека 12 нови специјализанти заминаа на обука во Скопје овој месец ноември, но и дека претходниве неколку години се пуштени исто така млади лекари на специјализација со кои што бројката се заокружува околу 40 млади специјалисти. Дали со нив ќе се задоволат потребите за непречена работа на Општа болница Струмица? Па ви благодарам на можноста, се разбира, за да може да позборуваме за некои теми кои што се од огромно значење за нас и здравствените работници, да ги информираме сите граѓани и се разбира за пациентите кои што сакат да слушнат што е она кој што се случува во Општа болница Струмица. Она кој што е актуелно и кој што го спомнавте е бројот на специјализантите кои што оваа година ја започнуваат својата специјализација. Вие знаете дека за да може да функционира еден здравствен систем, од една страна мора да имаме доволен број на човечки ресурси, тоа се здравствените работници, значи лекарите и средномедицинскиот персонал, а од друга страна треба да имаме расположливи дијагностички и терапевтски процедури, кои што ќе овозможат да ние граѓаните ги обслужуваме во Општа болница Струмица и нема да има потреба да патуваат на повисоко ниво. Во последните овие краток период од 2 години ние успеавме, навистина ми е многу драго, јас би сакала да искористам оваа прилика да им се заблагодарам на моите млади лекари колеги кои што работеа во изминатиот период од 2 години и учествуваа заедно со сите нас во ковид пандемијата. Во овој период, значи од 2020 до 2022, еве 31 специјализант, ова година се 12, минатата година беа 11 и претходно 8, значи 31 и од порано имаме уште околу 8 специјализанти активни, значи вкупно околу 40, кои што би требало во наредниот период, тоа се млади, надежни лекари, кои што се нашата иднина и перспектива. Јас се надевам дека ќе продолжиме и следната година и наредната година со заинтересирани млади лекари кои што ќе ги вработуваме кај нас и се разбира ќе продолжуваат затоа што нас не треба специјалистички кадри во болниците. Имаме еден огромен гап кога ни недостасува бројот на специјализациите и тоа сега тешко е да се надомести, меѓутоа еве ние се трудиме максимално овие 2-3 години за да го надополниме овој број на. Како се покривате во овој момент на одделенијата во Општа болница? Еве, вие сте педијатар, дали има недостаток на специјалисти на вашето одделение? Значи, на педијатрија не сме имале поддршка од другите градови, покриваме ние, значи ние сме во моментот заедно со мене 4 педијатри. Еден од нашите педијатри требаше да замине во пензија оваа година, меѓутоа со можноста, со Законот за здравствена заштита имаме можност да го продолжиме, така да за среќа остана со согласност да работи и оваа година, значи сега со него сме 4. Јас се вклучувам во работата на одделот за педијатрија и ние во изминатиот период за жал покриваме 4 педијатри, дневна болница, амбуланта, неонатолошки оддел и одделот за педијатрија со болничко лекување. Напорно е, меѓутоа се снаоѓаме. Во изминатиот период покриваме со рентген дијагностика, значи поврзани сме со договор со болницата 8 септември за поддршка и помош во отчитување на магнетна резонанца. Професор Варчаковски, со кој имаме исто договор за помош во магнетна резонанца на глава. Во моментот се оној кој што ние го даваме и пружаме на пациентите со нашиот расположив персонал. Не сме многу, меѓутоа се обидуваме да одговориме на сите потреби. Дали имаше и на другите одделенија лекари кои што требаше да заминат во пензија, но го продолжиле работниот век?
Ова година продолживме на 6 од нашите лекари на интерна медицина и на одделот за гинекологија и на одделот за неврологија, значи на одделот за рентген диагностика доктор Кирил Николов, значи продолживме согласно Законот за здравствена заштита што не можеме со расположливиот персонал да излеземе со сите тие потреби кои што ги имаат граѓаните. Дел од нашите колеги помагаат во другите градови. Колкумина од специјалистите од Општа болница Струмица помагаат во околните болници со оглед дека проблемот со недостаток на специјалисти не е само тука, туку буквално во целата држава. Значи, од кај нас оди психијатар во Радовиш, во здравен дом, даваме поддршка на здравен дом Валандово со биохемичар, лекар од кај нас и со невролог. Сега барат и офталмолог. Јас се надевам дека ќе се договориме и ќе најдеме начин да можеме да им излеземе во пресрет и да можеме да ја покриеме офталмолошка амбуланта во здравен дом Валандово. Во нашата болница ги користиме услугите и на другите клиники, можеби ќе позборуваме подоцна, значи за пософистицираните методи користиме експертизата од терцијарно здравство, од кардиологија, од гастроентерохепатологија, од болницата 8 септември, од абдоминална хирургија, за тоа можеме да позборуваме во Директорке, вие дојдовте на оваа позиција среде пандемија на COVID-19 и имаше силен предизвик да се справите со сето она што се случуваше, кој беше буквално страф и хаос во целото општество, а особено во здравствениот систем. Дали полека се стабилизира работата во Општа болница? Знаете дека COVID пандемијата речиси 2 години, бевме во навистина состојба во која што требаше да се изменаџира и така малиот број на персонал, значи не е само мал бројот на лекарите специјалисти, мал е бројот и на средниот медицински персонал кој што би требало да одговори на зголемениот број на пациенти како што ни беа во текот на COVID пандемијата. Некако успеавме, тоа беше голем предизвик за сите нас и како лекари кои што бевме вработени и како млади лекари кои што току се вработи, еве сега тргнат на специализација. За средниот персонал исто така се изменаџиравме, имавме проширени капацитети, освен одделот за инфективни болести, кој што знаете некаде околу 25 кревети. Имавме некаде околу 50 кревети кои што беа во модуларната болница, на почетокот ги користевме претежно за дневна болница, за примање на терапија, така да ни се случуваше во COVID пандемијата и да некаде околу 150 пациенти поминуваат на дневна болница во текот на утринската и вечерната терапија, меѓутоа со помош на лекарите, младите лекари, затоа што имаме само 3 инфективни лекари, а еден од инфективните лекари беше прераспределен да помага во Штип. Значи некако заедно со младите лекари успеавме да се организираме, изменаџираме, да покриваме и модуларната болница, и инфективно оделение, со помош се разбира и на другите лекари специјалисти од анестезија, од интерно, и се надевам дека нема да ни се повтори. Во моментот имаме инцидентни случаи со лесна клиничка слика, по 1, 2, 3, меѓутоа немаме хоспитализирани пациенти, на инфективно е веќе таа патологија која што секогаш имаме во болницата. И сега, кога помина тој период на пандемија, дали имаме наплив на пациенти кои што имаат потреба од некакви интервенции со оглед дека беа редуцирани операциите? Така, значи во овој период од 2, така, значи ние имавме редукција на бројот на операциите, значи имавме еден период ставени во мирување хируршкиот оддел и некои од кабинетите. Имаме зголемување на бројот на пациенти. Можеби и поради компликации од COVID пандемијата, од коронавирусот, тоа допрва јас мислам дека ќе има научна анализа и статистика која што ќе ни даде увид во тоа колку е зголемен бројот на кардиоваскуларни, невролошки, системски заболувања, токму како резултат на прележани од COVID. Можеби и како резултат на тоа што пациентите се плашија да ги посетуваат нашите амбуланти. Верувајте, бројот на пациенти кои што доаѓа во амбулантите беше минимален. Сега имаме спротивно многу голем број на пациенти. Јас би сакала да искористам оваа прилика да упатам еден апел до матичните лекари да најдеме начин да може да се организираме на начин кој што е прифатлив за пациентите, а тоа да закажуваат во термин, затоа што
можам да ви кажам дека во сите наши амбуланти, претежно оние кои што се многу ударни, како што представува, например, педиатриска амбуланта, интернистичката ургентна амбуланта, па дури и во ортопедската, во уролошката амбуланта, имаме покрај терминските 20, од 40 до 60 приоритетни упати, значи без термин, и тоа е дополнително оптеретување за нашите лекари специјалисти кои што имаат и друга патологија на болничките оддели, затоа што навистина не е возможно да прегледаш по 70-80 пациенти или 50 на дежурство, така да мораме некако да, ние сме еден поврзан систем, како систем на грвни садови, така да мораме да најдеме начин да функционираме заедно со матичните лекари и да пациентите внимаваат да доаѓаат во закажаниот термин, да се препраќа она што е навистина ургентно, за да не правиме без потреба оптеретување на нашите амбуланти, да, затоа што не функционални се прегледите кога се по 80-90 на броја, тоа е многу, верувајте. Изминативе месеци се донесоа повеќе дијагностички апарати, докаде сме со опремувањето на општа болница со современа опрема и кои услуги, еве ги спомнавме од терцијарното здравство, се користат овде во моментов? Со оглед на тоа дека нас како специјалисти ни е многу полесно да експертизата и знаењето од терцијерно го пренесуваме преку склучените договори и пренесување на знаењето овде во нашата болница. Ова година почнавме со склучување на договори со лекари од терцијерно здравство со цел да тие своето знаење и експертиза ја пренесат на нашите лекари, дали станува збор за гастроентерохепатолози, кардиолози, интернисти, општи хирурзи, абдоминални и така натаму. И на тој начин, вршејќи ги тие интервенции овдека, се надевам дека во текот на ова една година ќе добиеме усовршени наши млади лекари специјалисти кои што самостојно ќе ги работат тие интервенции. Пред извесен период започнавме со работа на интервентната кардиологија. Апаратот не беше можно да се сервисира еден период, затоа што се работеше со огромен дефект. Голема благодарност до Министерство за здравство, со поддршка од околу 250.000 евра беше набавена нова ангиографска цевка со детектор и сега веќе некаде околу 2 недели функционира интервентната кардиологија. Вие знаете колку е таа важна, затоа што имаме голем број на пациенти, тоа е ургентна состојба, каде што има некаде потреба да се направи само коронарографија или евентуално, освен дијагностичката коронарографија, да се направи стентирање како терапевтска метода. Ние во овие 2 недели веќе имаме 40 ангиографии. Поддршката ни ја даваат благодарност до директорот на кардиолошка клиника доктор Зимбаков, кој што заедно со својот тим, од доктор Петровски, Бушлетик, доаѓаат како поддршка и до доктор Сашо Николов од Штип, кој исто така ни е огромна поддршка, затоа што ни е поблиску Штип. Работиме секој ден до 7, околу 7 ангиографии спрема потребата, интервентните ги работиме по повик. Сега во болницата конечно имаме наши кардиолози, тројца. Со тоа всушност овозможуваме да тие во текот на оваа година, после тоа се спремни и подготвени да таа дијагностичка метода и тие услуги ги даваат самостојно. Се покажува како добар метод тоа да доаѓаат и директно низ интервенциите да се усовршуваат лекарите? Да. Сметам дека на тој начин е многу полесно, зашто ние немаме голем број на лекари специјалисти, така да тука истовремено и учат, ја усовршуваат методата на некој начин, а со тоа не го оптеретуваме и системот во терцијерно здравство. Ке имаме ли набавка на нови апарати? Да, во моментот да работиме и абдоминална хирургија, значи имаме поддршка исто од терцијерно здравство, работиме уролошка хирургија со поддршка од терцијерно здравство, работиме ортопедска хирургија кај нас и во моментот се работи на офталмологија, катаракта, значи оператива на офталмологија, така да сметам дека села таа експертиза од тие лекари кои што доаѓаат ќе биде пренесена и во наредниот период нашите лекари ќе продолжат да ги работат тие интервенции и процедури. А во однос на рековте новите апарати, да, значи во изминатиот период освен тоа што имаме магнетна резонанца, како што знаете, значи ние некаде почетокот на оваа 2022 година со поддршка на Министерство за здравство добивме нов апарат за магнетна резонанца. Секојдневно имаме снимање. Во моментот работиме магнетна резонанца на глава, магнетна резонанца на ребетен столб, работиме магнетна резонанца на колено и другите коскено-зглобни структури. Меѓутоа во тек сме преговори со болница во 8 септември со кој што соработуваме за да го дигнеме на повисоко ниво
самото работа со магнетна резонанца, да работиме на изготвување на протоколи за работа на магнетна резонанца на абдомен. Со тоа го редуцираме бројот на пациенти кои што досега одеа за жал нели во терцијерно здравство, патуваа во Штип. Освен магнетна резонанца, набавивме 2 нови ехо апарати, модерни, софистицирани. Едниот е на одделот за рентген диагностика, работат нашите рентгенолози, а другиот се наоѓа во ехокардиографскиот кабинет на интерно, каде што работат нашите кардиолози за ехо на срце, меѓутоа имаме и амбуланта кој што работи ехо на абдомен, ехо на каротидни. Мислам во преговори сме да почнеме да работиме ехо на каротиди, доплер на крвни садови, веќе сме во преговори да почнеме да работиме и тоа, така да мислам дека полека ја заокружуваме целата ова диагностика. Има ли уште клучни делови кои што треба да се доопремат во следниот период за непречено функционирање на општата болница? Значи, во наредниот период, јас мислам дека наредната недела, почнуваме со работа на гастроскопија и колоноскопија, повторно со подршка на наши стручњаци од терцијерно здравство, одделот за гастроентерохепатологија. Имаме еден специјализант на гастроентерохепатологија кој што заедно со нашите почитувани професори од клиника ќе усовршат, се надевам, во наредниот ова метода. Значи, почнуваме со колоноскопија и гастроскопија, имаме нова апаратура, донација добиена од кај нас. И почнуваме со работа, се надевам некаде до средината на декември, со подршка на Министерство на здравство, добиваме дигитален РТГ апарат. За прв пат, до сега работевме со рентген филмови, сега постепено ја усовршуваме можноста да изработуваме дигитализација на снимките кои што ги добиваме конечно, затоа што не можевме да го сервисираме претходниот мамограф, добиваме нов дигитален мамограф со ново помодерно ехо на дојка, со што го заокружуваме целосно диагностичкиот третман и пристап за пациентите на одделот на радиодиагностика и се разбираме 4 специјализанти на радиологија, кои што се надевам ќе се вратат и ќе можат да заедно со нашите лекари да. Токму поради носењето на овие нови апарати имавте реконструкции на неколку делови во објектот на Општа болница Струмица, но почнавте и со реконструкција на цели одделенија. Што во моментов се работи? Во моментот работиме на одделот за педиатрија, значи започнавме некаде летниот период, ги променивме целата столарија, значи некаде околу 17 прозорци од стара дрвена столарија од пред 50 години со ПВЦ прозорци. Градежните активности се завршени, во моментот работиме на санација на тоалетите и ни останува завршно да направиме нов под, затоа што навистина условите знаат пациентите кои што доаѓа на педиатрија, навистина беа многу лоши, немаше ништо променето во изминатите можеби 50 години од кога функционира болницата. И прв пат во Општа болница Струмица имаме дневна болница со педиатриска амбуланта во призивето, со што дечињата немаат потреба со родители да се качуваат за дневна болница и за преглед сега на 4 спрат. Предпоставам дека се покажа како многу добро решение, и неправење. Така е. Со помош на затоа што на 4 спрат е навистина напорно за и за родителите и за дечињата, така да функционира педиатриска амбуланта со дневна болница веќе година и пол и неонатолошка амбуланта за малите деца еднаш неделно. А во другите реконструкции во моментот започнавме со реконструкција. Се завршивме со реконструкција за магнетна резонанција и адаптација на просторот, меѓутоа продолживме со реконструкција на останатиот дел сега од рентгенот. Сега во моментот се работи на адаптација на просторот каде што ќе биде сместен новиот дигитален РТГ апарат. Ние имаме добиено со подршка на Министерство за здравство во времето на ковид пандемијата подвижен дигитален РТГ апарат кој што го користиме за пациентите по одделите, меѓутоа сега овој фиксен дигитален РТГ апарат ќе го користиме во одделот за рентген диагностика, значи се припрема просторот и припрема на просторот за нов дигитален мамограф. Тоа се активности сега во моментот. Завршивме со реконструкција во лабораторија, имаме комплетно реконструирана лабораторија со нова опрема, нови столови поприкладни за пациенти, затоа што навистина беше се тоа старо и дотраено.
Како и на санитарниот чвор во лабораторија е завршена реконструкцијата. Завршивме со интернистичкиот блок на амбулантите. Имаме долу веќе сега 5 амбуланти, 3 амбуланти интернистички. Имаме 2 кабинети за ехокардиографија и за стрес тест. Ни функционираат уште 2 кабинети во другата зграда, тоа се кабинетот за пулмолошкиот и диабетолошкиот кабинет. Тука имаме и ке почне да работи и спирометријата, така да полека ја заокружуваме целокупната диагностика која што им е потребна на пациентите за да може да ги добиваат услугите тука. Енергетската криза не погоди во сите сегменти на живеењето, но како е во болницата со оглед дека е огромен објект кој што е голем потрошувач на енергија, но има потреба веќе од загревање? Вие знаете, не знам дали сигурно имавме ни една објава, завршена е гасификацијата пред 2 години уште во Општа болница Струмица. Ние започнавме да се грееме на газ. Меѓутоа, во почетокот навистина имавме заштити со енергетската криза, сега и цената на енергенсите, знаете дека е речиси 6 до 7 пати поголема, за истите киловат часови за електрична енергија сега плаќаме 6 до 7 пати повеќе, ние сме огромен потрошувач. Тоа е навистина голема загуба за нас. Средствата кои што ни беа планирани за да ги усмериме во друг правец, купување на опрема или реконструкција, сега мора да ги даваме за енергенси. Тоа е не за сега сите нас, за жал, се надевам пројде колку што може побрзо, а ние ќе се трудиме колку што може во рамките на оној што го имаме да направиме се што ни е потребно за да може да функционираме. Затоа што Општа болница Струмица обслужува голема популација, го опаќа целиот југоисточен регион и тука вегетираат голем број пациенти од повеќе други општини кои што имаат само здравни домови, меѓутоа со можности кои што ги дава Законот за здравствена заштита и веќе се покриваме како можеме. Дежураме на 3-та вечер, на 4-та вечер, напорно е. Летниот период и на 2-ра понекогаш, верувајте, меѓутоа ќе се трудиме да можеме да се ставиме во функција на нашите пациенти пред се. Доктор Кузмановска, ви благодарам за разговорот.